Фероинвест ќе учествува не само на овој, туку и на други тендери каде има интерес. Вице-премиерот Кочо Ангјушев, кој е еден од сопствениците на Фероинвест, не е управител и согласно со Законот за спречување на корупцијата и Законот за судирни интереси, не е во никаква незаконска констелација со управувањето на компанијата и со конкурирањето на сите тендери. Ова е објаснувањето на управителот на групацијата Фероинвест Радко Ѓоргиевски по повод тендерот за набавка на транспортни ленти за државната Елем, во која што учествува и Фероинвест. Оваа изјава на менаџментот доаѓа откако опозицијската ВМРО-ДПМН оцени дека компанијата била привилегирана на тендерот на Елем, бидејќи еден од незините сопственици е вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Од менаџментот на компанијата вела дека нема да се повлечат од други државни тендери и смета дека учеството на тендерот на Елем, кој што се уште не е завршен, нема да му наштети на угледот на вице-премиерот Ангјушев. Можам да ви кажам дека и до сега Фероинвест заедно со странски во конзорциум со странски партнер на повеќе пати добиваше значителен дел од предвидените лотови. Со други зборови, до сега најчесто добиваше само еден дел и тоа за вакви транспортни ленти каде што е строго специјализиран и се работи за ленти со однапред дефиниран квалитет за кој Фероинвест како во минатото, така и на последниот јавен повик понуди најниски цени. Како што информираат од компанијата, Фероинвест поднел документи до Елем на 13 април годинава, кога Ангјушев се уште беше управител, но не и вице-премиер, а двете електронски аукции што биле одржани на 3 јули на 8 август, кога Ангјушев веќе беше во владата, биле поништени. Следната електронска аукција се очекува да се одржи неделава. Од ВМРО-ДПМН и денеска обвинија дека вице-премиерот ја користи функцијата во владата на Заев за со пари на граѓаните од буџетот на Република Македонија да го зголеми своето богатство за над 30 милиони евра. Да, почитувани граѓани, Кочо Ангјушев од вашите пари, од нашите пари, парите на граѓаните, преку државното претпријатие Елем во државна собственост си додели тендер во висина од 2,6 милиони евра на собствената фирма Фероинвест, со што ќе го зголеми своето богатство на над 30 милиони евра. Почитувани, ова е скандал од невидени размери и типичен пример за злоупотреба на државниот буџет, се со цел лично богатење на врхушката на власт. Од опозицијата вела дека Ангјушев со ниту една изјава не може да го прикрие своето нечесно и неморално работење и дека ова е само бомбона бизнис за владата на СДСМ, Заев и Кочо Ангјушев. Инаку денеска и премиерот Заев го одбрани Ангјушев за јавната набавка на Елем, тврдејќи дека нема судирни интереси затоа што Ангјушев не е управител на Фероинвест и посочи дека компанијата треба да продолжи да работи бидејќи постапката за овој тендер на Елем е почната многу порано пред Ангјушев да стане вице-премиер.